Случајот во Велес ги крена на нозе граѓанските организации во државата. Од Хелсиншки комитет повикаа на протест утре пред МВР и паркот Жена Борец. Ниту една повеќе е слоганот под којот организацијата утре ќе протестираат, како што велат во повикот против колективниот крах на системот и игнорантскиот однос на надлежните. Ве повикуваме да кажеме јавно и гласно дека насилството врз жените и фемицидите се неприфатливи. Ве повикуваме колективно да ги обжалиме сите девојки и жени кои изминативе години беа убиени од страна на поранешни или сегашни интимни партнери, зашто институциите и заедницата ги игнорирала нивните повици за помош. Ве повикуваме да излеземе на улица, онаму каде што насилниците слободно чекорат и просперираат, додека жените се плашат за своите животи. Од Хелсиншки велат фемицидите стануваат се побројни во нашето општество поради непостапувањето на полицијата, обвинителството, судовите и центрите за социјална работа, а жртви се цели семејства. Само во последните 5 години најмалку 20 жени се убиени и покрај тоа што пред 2 години беа направени законски измени и за прв пат беше дефиниран и криминализиран фемицидот, најновиот случај покажува дека законската рамка не е доволна, доколку ефикасно не се применува во пракса. Од Комитетот за човекови права бараат итни оставки и дисциплински постапки на одговорните службени лица, независна истрага за институционалните пропусти во случајот, специјализирани механизми за заштита на жените, законска рамка за превенција. На повикот за протест се приклучи и други граѓански организации како Стела и Тит. По трагедијата во Велес СДСМ бара оставка од министерот за внатрешни и разрешување на цело СВР Велес. Институциите не мрднале со прст. Страшно и болно е истовремено. Институциите не успеа да заштитат живот на една жена и на еден човек. Само поради нивното молчање и непревземање ништо има 2 згаснати животи. Ова е порака до сите нас дека системот потврли. А кога системот не ги штити жените, тогаш мора да има одговорност и тој систем мора да се промени од корен. Убиецот Илија Стефановски, која избоде до смрт својата поранешна партнерка Росица од Велес и нејзиниот татко, потоа си го одзеде животот, бил познат на обвинителството. Против него се воделе постапки за закани и насилство. Од почетокот на годинава таа го пријавувала убиецот Илија 7 пати во полиција за вознемирување, физички напад, цртање графити со заканувачка содржина, палење автомобил, непочитување на забрана за приближување. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.